ВМРО-ДПМН го одби повикот на Филипче за лидерска средба. Првенствено би сакале Венко Филипче да не ги користи приликите за лидерска средба за да си го крева рейтингот. Лидерска средба имаше само пред еден месец и сметаме дека нема потреба за истото. Доколку Филипче сака да си прави средби со своите коалициони партнери, може да го направи тоа со Али Ахмети, со Таравари или со Димча Пасиев, бидејќи тие се исти луѓе со исти вредности. Филипче вчера од Охрид најави дека утре на Националниот совет за евроинтеграција со кој председава ќе предложи конкретна агенда составена од, како што рече, најважните точки поврзани со реформскиот пат и националните интереси за кои според него најголемите политички партии треба да разговараат на лидерска средба. Од СДСМ велат дека не се откажуваат, повторуваат дека Филипче утре ќе излезе со свои предлози во духот на идејата да се биде конструктивна опозиција. Да подсетиме дека досега СДСМ дефинитивно како конструктивна опозиција учествувала со конкретни предлози и претходно, секако сакајки да се работи заедно за општото добро на граѓаните. Дел од тие предлози наишле на негодување, односно неприфаќање, дел од предлозите се уште немаат одговор, но тоа не значи дека тука ќе престанеме како конструктивна опозиција. СДСМ останува посветена на напредокот на државата, секако во интерес на граѓаните, и останува посветена секако со предлози по однос на реформската агенда, за која секако очекуваме ангажман од сите политички партии. Филипче и Мицкоски имаа заедничка средба на почетокот на минатиот месец. Тогаш договорија работни групи да работат на повеќе законски решенија кои се дел од реформската агенда. Меѓу нив беше и законот за енергетика, за кој од СДСМ тврдат дека и покрај конструктивната атмосфера, владата во последен момент со амандмани го изменила во спротивност на европските вредности. На крајот на минатиот месец првата средба ја одржи работната група за реформи во правосудството. Од СДСМ велат дека ги дале своите предлози, но се уште не добиле одговор, обвинувајќи го министерот за правда дека доцни со овие реформи. Тој пак објасни дека неколку закони се веќе поставени на ЕНЕР системот, додека во финална фаза на подготовка се уште 13 законски решенија. Александар Спасовски, Сител телевизија.